Во епицентарот сме на нови граѓанско-партиски протести како резултат на незадоволството од доставениот француски предлог. Овие протести многу често ги коментираат или наликуваат можеби на шарената револуција која стартуваше во 2016 година. Еден од оние кој беше дел од шарената револуција е универзитетскиот професор Јордан Шишовски, кој по своите политички убедувања има социјално-либерални сваќања. Беше и дел од левица, од солидарност. Беше добар соработник на Димитар Апасиев. Добре дојдовте во емисијата. Има некаква допирна точка помеѓу шарената револуција која стартуваше 2016 и ова што денеска го гледаме низ скопските улици? Шарената револуција и претходно движењето Протестирам беа изградени од страна на прилично искусни активисти, кои што уште првите денови формираа координативни групи, имаше сериозна координација во однос на комуникација со јавност, во однос на какви пораки се допуштени, какви не се допуштени. Многу се внимаваше на сопирање на говорна омраза по етничка основа, по верска, по родова основа и така натаму. Имаше редарски служби и на тој начин имаше еден вид на, да речеме, цензура голема во однос на што е допуштено, што не е допуштено. И вториот елемент кој што беше многу значаен за успехот на овие движења беше што овие координативни групи беа отворени, имаше многу граѓани што учествуваа во сите тие дискусии, формираа политички барања. Значи, граѓаните што протестираа можеа да се идентификуваат не само со тоа за што се против, туку и за што се залагаат. Така што овие движења имаа нешто такво. Ова што деновиве го гледаме, не гледам таква јасна координираност, гледаме одредени сили кои што внатре политички, партиски, отворено на прв ред се тие две главно партии опозициони, кои што сето тоа го координираат, го носат, меѓутоа пораките што излагаат од таму, повторно не верувам дека се случајни, и целата таа омраза, шовинизмот што го слушаме, не верувам дека се случајни и граѓаните би требало да внимаваат, за тоа кои сили. Дали ова граѓанско незадоволство е и политичко партиско инструментализирање? Видите, партиите, тоа им е работа, они секогаш се обидуваат да го инструментализираат незадоволството. Граѓанството незадоволство е големо и сите го чувствуваме на некој начин. И затоа граѓанските движења треба да создадат еден вид на бариера кон партиските интереси, да не бидат злоупотребени. И тоа беше главната улога на овие движења во минатото. Овде, за жал, не гледаме таква улога. Тргнавме и нема застанување. Беше еден од слоганите на шарената револуција 2016. Многу ми навелат шарената револуција ја постигна целта. Сметате ли дека со ваквото искажување на револт и незадоволство може да се стигне до целта, а тоа е она што во моментов најчесто се бара, да не се прифати францускиот предлог? Целта, видите, може ако протестите бидат добро координирани, добро организирани и ако не се допуштат партиско, политички, па ако сакате и полициски влијанија за нивна радикализација. Значи, моето искуство на координирање и организирање на протести е дека секогаш имате провокатори кои што треба да го радикализираат движењето и да го претворат во нешто многу грдо за граѓаните да се оддалечат од него. И ги имате првен видливите провокатори, тоа е главно полицаец во цивилка или некој криминалец кој што треба да фрли камен, нели? Тоа е кога граѓаните се веќе револтирани. Но клучниот фактор во однос на провокација на овие движења се оние агенти провокатори, тоа се луѓе обично со опортуни интереси кои што на долг рок работат во самите движења
и се обидуваат да ги радикализираат. Затоа е многу битно секој движење да има многу јасна контрола на пораките што излагаат. Сите радикални пораки мора да се тргат на страна, бидејќи кога ќе излезе од контрола движењето, кога незадоволството ќе излезе од контрола, многу лесно може да се запали тој сув барут. И затоа она што го гледам, да речеме, да се ставиме во фотелјата на Оливер Спасовски, на СДСМ. Што гледаме од другата страна? Гледаме незадоволство кое што треба на некој начин да се дискредитира. Ја гледаме партијата ДПМН, која што цело време кокетира со екстремизмот. Они секогаш се на граница, они кокетираат со русофилија, кокетираат со албанофобија, но никогаш не идат оној чекор до крај. Они секогаш, тоа е преговарачка тактика, ме разбирате, они велат, гледате, ние ги држиме под контрола овие, ако не ни удоволите, ќе ги пуштиме, како што ни ги пуштеа на протестите околу црквата на Плоштад и така натаму. 27-ми исто така. Но генерално они не ја преминуваат таа линија. За СДСМ, ако седиме повторно во фотелјата на Спасовски, има потреба страшило, кој што ќе ги оцрни протестите, ќе го оцрни, кој што ќе направи видливо и експлицитно сето она што кај ВМРО е имплицитно. Кој што ќе докаже нивната теза дека руски шпиуни ја контролираат, нели? На CNN тоа би била добар хедлайн. Руските агенти создаваат екстремизам и така натаму и радикализам едно друго. И ако сум јас Спасовски, повторно, кога ќе видам целата констелација на протестите, ќе најдам и многу лесно се наоѓа таа група која што е многу интересно би можел да ја, си размислувам, нели? Да речеме левица. Апасиев, што мислите, он случајно се сретна со рускиот амбасадор? Неодамна, случајно изјавува за Евроазиската унија и така натаму. Тоа е, според мене, страшилото кое што треба да ги оцрни овие протестите, да ја турне ВМРО во радикализам и целата протестно движење во радикализам, да создаде еден хаос кој што подоцна од обичните провокатори ќе биде ескалиран. И токму тоа го гледавме. Се сеќавате сликите на протестите од пред некој ден. Најмени фотографии го сликаат во пози, како грчкиот дискобол, како фрла нешто, ме разбирате, тоа се многу интересни фотографии. Да сум јас, повторно, ќе повторам, не знам, нели како стојат работите, но да сум јас Оливер Спасовски, Апасиев за мене би бил идеалниот кандидат за агент-провокатор. И затоа граѓаните треба да внимаваат што прават и сите оние сериозни протестирачи треба да формираат координативно тело и да ги тргнат ваквите расипани јаболка на страна. Од сите партии, сите поранешни бизнис партиски интереси, едноставно сите тие личности треба да се дистанцираат, ако сакаат движењето да ја постигне својата цел. На што се дължи овој растечки ова растечко антибугарско расположение? Дали тоа е одговор на тврдата политика на властите во Софија? Видете, македонско-бугарските односи се многу комплексни. Тие се протегаат наназад повеќе од 100 години. Тие се многу сме испреплетени во нашата историја и во добро и во лошо. После информбирото по-конкретно двете страни ја користеа образовните политики, ги користеа за да создаваат омраза и предрасуди меѓу двата народи. И затоа требаше овие работи да се средат на време, не се среде од двете страни. Но, стоички гледано, ние немаме власт врз другите. Ме разбирате, ние имаме власт само на начинот на кој што ние ќе реагираме. И затоа вината не ја лоцирам таму, бидејќи немам контрола врз што се случува во бугарското општество. Вината за ескалацијата во овие неколку години ја лоцирам првин во договорот за добрососедство, кој што беше донесен на еден избрзан начин, без широка дискусија во општеството, кој што во него имаше една фабричка грешка. Тоа е членот 8, каде што се договараат некакви постигнување на научна вистина, согласно за научна вистина. Замислете, во 21 век, дури ни за физиката имате различни интерпретации на квантната физика, не па за историјата.
Тоа беше комплетно абсурден член. Потоа, карактерот и лидерските вештини на господинот Заев, кој што беше тип на човек, баба ми ги нарекуваше тие трчи лажи. Ме разбирате, ветуваат дрва, брда и долини, подоцна ништо не остваруваат. Во Бугарија се создаде, добија надеж дека ќе добијат многу, изгубија многу и почнаа агресивно да се насуваат, да навредуваат, да не омаловажуваат како нација. И тука третиот и клучен фактор, мислам, беше молкот на македонските институции. Ме разбирате, кој државата служи за да ве заштити вас, да го заштити вашиот тело, вашиот имот и вашиот интегритет како личност. Во нападите од страна на агентот Иван, нели, Каракачанов, Захариев и така натаму, во кој се навредуваше македонскиот народ, ниту председателот, ниту Министерството за надворешни работи, ниту премиерот, ниту еднаш не реагираа. Има едноставни, не треба да удираат на маса, но тие молчеа и на тој начин создадоа еден вакуум во лидерството, кој што беше пополнет од политичките кловнови. Споменав еден, другиот е, нели, од опозиционата ВМРО, ДПМН и така натаму, кои што внесоа омраза и го артикулираа овој оправдан револт го преточија во омраза. Но главната вина, освен кај овие политички опортунисти и кловнови, ја лоцирам во недостатокот на политичко лидерство во клучните позиции на власт. Професоре, би дал само една споредба. Сега се случува војната во Украина. Гледајте го лидерските, гледајте ги капацитетите на Зеленски. Тој се бори за опстанокот на својата држава и на својот народ. Целта на другата страна е да го заврши геноцидот што го започна Сталин, Холодоморот, нели? И Зеленски целосно зависи од западните сојузници. Но тој ниеднаш не се двоуми да ги искара, се сеќавате, го искара Шолц, го искара Макрон, го искара дури и Бајден, кога тоа требаше, без да удира на маса. Се однесуваше крајно достоинствено кон својата позиција на лидер и кон својата нација и кон своите сојузници. И кога имате достоинствен лидер, тогаш сте почитуван дури и од опонентите. Кога имате лидер кој што е снисходлив, кој што беше претходниот наш премиер, кој што витка кичма, да употребам негови зборови, тогаш ниту ве почитуваат сопствените луѓе, ниту ве почитуваат сојузниците, а опонентите ве презираат. Дали сме сведоци на можност од меѓумакедонска поделба или интраетнички консензус и постои ли опасност да се повтори, не дај Боже, 27 април? 27 април не беше внатре македонски судир, туку тоа беше политичка манипулација. Постојат такви можности, но генерално не треба да се плашиме од поделбите, бидејќи се бориме, се застапуваме за демократија. Во демократија има различни гледишта, понекогаш и страстите, нели, се разгоруваат и сето тоа е нормален дел. Демократијата не е доста немирна, ме разбирате. Затоа не треба од тоа толку да се плашиме, но треба да се плашиме од опортуните политичари кои што манипулираат и кои што туркаат во крајности. И да се тргаме од луѓето што туркаат во крајности. И на крајот, каков исход очекувате? Дали протестите ќе завршат успешно, што би значило дека Скопје, властите во Скопје би кажале не за францускиот предлог, и што доколку предлогот биде прифатен за и од власти и од опозицијата? Да. Тоа зависи од актерите политички и од граѓаните на тоа кому веруваат. Ние гледаме, за жал, дека опозицијата, клучната улога на една опозиција во една држава е да понуди алтернатива. Односно, да понуди решенија различни. Ние не гледаме друго решение, ние гледаме не. Зашто? Еве, јас сум против францускиот предлог, но прашањето што си го поставувам, зашто сум, што ако не овој предлог? И тоа е улога, тоа е работа на политичарите, на институциите, да креираат план Б на крајот на краиштата. Ако се сеќавате со шарена револуција и така натаму, ние имавме барања
10 точки, колку знаевме и умеевме, изградивме некоја алтернативна стратегија. Граѓаните што протестираа, знаеа за што протестираат и против што протестираат. И протестите беа позитивни. Во таа смисла би сакал да видам граѓанско движење кое што ќе изгради еден позитивен наратив. Имаме голем број на експерти, професори и така натаму што извадија големи критики кон се ова и кои што даваат решенија алтернативни кои што треба да ги имаме на маса. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше универзитетскиот професор Јордан Шишовски, кој беше и дел од Червената револуција во 2016 година.